Земјоделците годинава имаат преполовини приноси на лебното зрно. Токму поради најлошата година во земјоделскиот сектор, мелничко-пекарската индустрија веќе ги прави и пресметките за поскапување на брашното и лебот. Повисоките цени ќе удрат по животниот стандард на граѓаните. Тоа ќе значи дека македонската работничка плата од 12.000 денари ќе се троши само за храна. Во моментов се уште се преговара за откупната цена на пченицата. Земјоделците бараат цена од 12 денари за килограм, а мелничарите даваат од 8 до 9 денари за килограм. На нивите лани се жнеја по 4,5 тони од хектар, а годинашнава реколта е преполовена. Загуби во приносите има од 50 до 70%. Нема ништо. Не може да се собереме само семето, а трошковете нема ништо. Комбај од 400 динара ти да го наплате, например, кој било однера, и 50 кила или 40 извадило од декар, значи не може само за комбајот да ги покрие трошковите. Асоциацијата на земјоделци предложи годинава да биде прогласена елементарна непогода за житариците. Бараат владата да ги обештети по 30.000 денари по хектар, бидејќи тоа се реалните трошоци. Сметаат дека годинава земјоделците ќе немаат ниту да си ги платат тековните трошоци. Преговорите се во тек за цената на пченицата. Сите проблеми се во увозот на брашно. Нема друг проблем, се е проблем во увозот на ефтино српско брашно. Меѓутоа не ќе сега да зборувам за тоа, затоа што имаме преговори. Меѓутоа е еден исто така предлог. Разликата меѓу цената што ќе ни ја понудат млинарите и нашата понудена цена од 12 денара треба да ја надокнаде државата, владата. Од Министерството за земјоделство вела дека се постојано на терен и комуницираат со земјоделците и мелничарите. Се разгледуваат и предлозите на земјоделските здруженија за обештетување на земјоделците. Засега и минималните количини на јачмен и пченица кои се ожнеани се складирани во амбарите.